Денешната епизода ќе направам вака во возење со еден мој многу драг пријател што живее во Германија. Ќе ги посетам, бидејќи после преварот Борусија Барселона, одлучивме да останеме уште малку во Германија, да ги посетам, не се во Германија, вие ќе ви кажам, да ги посетам двете официјално прогласени најдобро украсени божикни градови во Европа. Ќе ви откривам во текот на движење кои се тие. Friday, 8 p.m. New podcast. Ќе го представам Наце Митев. Наце Митев е долго години овдека во Германија, многу повеќе од деценија може да кажам. На неколку наврати, ајде, сигурно човек кој што и пред ковид и после ковид веќе може да прави дистанци и да ни каже какво беше претходно, какво е сега живењето тука во Германија. Од кои причини? Многу работи се сменија во Европа, конкретно. Малта, ако пред ковид важеше за една од најлоше организираните во однос на економија држави, по GDP беше доле со Бугарија, Романија и Хрватска, меѓу најдолните 4 земји на табелата, сега е на 10-то место. Подобар GDP има официјално последните 2 години и од Франција, и од Италија, и од Шпанија. Од Германија нема. Статистиката која што ја видов завчера, економијата на Германија во скокот и во развојот и со проекцијата која што треба да биде за 2025 е поголема од 20 земји во Европа. Каде што се Полска, каде што е Унгарија, каде што се Романија, Бугарија, каде што се дел скандинавските земји. Сите тие 20, имате сигурно листата, немаат поголема проекција развојна економска за 2025 од Германија како една единка. Број 1 е економски развиена во Европа и трета економија во светот. Знаете тоа што значи така? Наце Митев. Обично се вели со возачот не разговарај, ама ти како професионалец нема многу да ти пречи и возењето низ Германија и муабетењето со мене. Наце, слушна дел од најавата што планираме да правиме. Прво, на почеток кажи, каква е разликата во Германија живењето од економски аспект? Ти си во транспортот, разнесуваш буквално, секој ден возиш камионче, разнесуваш материјали, мерчендайзинг си во компанија која што обскрбува многу услужни дејности и ја возиш југо-западна дел од југо-западна Германија буквално секој ден. Животот за фамилија во Германија пред ковид и сега потежок или подобар? Ај, право здраво. Пред ковидо беше по-слободно, можеше да си дозволиш со помаленка заработувачка, се обстануваше. Сега многу покачени са сметки, качени керија. Животот е променен, да кажеме, на по-лошо. Претходно бех сам, живеех во еднособно станче 32 квадрата. За него плаќах 500, пред ковидо плаќах 460, после ковидо ми го качија на 510. Сега си фамилија. Да, али тоа не на местен стан. Што значи мора да похокнената. Да, во Германија нема обичај како кај нас во Малта наместени комплетно. Да. И се има две цени, топл и ладен. Што значи тоа? Тоа значи ладен, факти само керијата, пример керијата е 360 и
остатко плаќаш трошкови, како на пример за Режија. одржување на дворно место, одржување на улици, собирање на ѓубре, на отпадок, одржување на фасада на зграда, парно и вода. Со тоа што некои згради се, да кажеме, постари и треба повеќе одржување и за них трошковите се поголеми, и затоа не е исто топол и ладен. Значи, цените на ладен стан се истите, додека варират на топол И сега колку е еден топол стан празен за фамилија, да кажеме со две спални? сега ние откако се жених, ни треба поголема квадратура, веќе имаме 72 квадрата, за него плаќаме 985 евра, се вкупно, значи топол. Ама не наместен пак. Пак не е наместен, да. Со покупнина сето тоа ти Се си купуваш сам. го купуваш. Просечната плата негде, да кажам, пак Меѓу. кажам, се зависи од работодавците. И доколку, ајде да кажем, просечната плата иде до 2800 евра за шоферската дејност, за возач. Али има многу има нашинци или балканци што тоа го злоупотребуваат и на нашите вработени балканци не им го исплаќаат тоа, затоа што не знаат јазик, не знаат да се бунат, не знаат да си го барат своето, се задоволни со помалку и Работодавецот си го задржува за себе. нормално, да. Каква е фреквенцијата на работа за Нова година? Предпоставувам екстремно голема заради тоа што факт е. За Нова година Само да прашам, премногу. дојдовме на границата? Да. Така влегуваме во Франција, значи полека ве носам на изненадувањето кој е тој прв и втор најдобро украсен божиќен град во Европа. Сега влеговме во Франција. Франција рече дека ќе го симне Шенгенот за на одредено време, но ете не го симна, хоп, веќе сме во Франција. Значи контролата ја нема сем како онаа што беше пред малку. Чисто ако случајно налетате. Да. Сега ќе видиме, да, ова е за влез во Германија, може подоле малце на некои 500-600 метри ке и другата, француската, кај што беше порано. Префендозна работа каква е? Со тоа што Германија, нели, најмногу има и селеници, тука дојденци, или како они што ги викат ауслендери, странци. За Нова година се празне. Сите си одат, нели, сите имат по 2 недели одмор. И тоа што за време на празниците исто и ние, нели, имаме одмор. И пред Нова година тие што остануваат тука нормално се порачуваат по дупла и да, зголемена е. Ами поплатена, веројатно. Па поплатена е од страна на тоа што ние доста добиваме бакшиш. По нормални месеци, кога се октомври, ноември, па да кажем од просек да земам, од 500 до 600 евра е На месец. на месец, да. Пред Нова година германски се вакви дават, значи од подароци на сите дават, а дневно знае да се достигне до 200 евра. Дневно. Дневно, да. 200 евра за Да. тебе само. Да. Браво. Со тоа што дават, да кажеме, чоколад, дават вино, Покрај парите. покрај парите и интересно е направено што на виното е ставено како залепено како панделкичка, украсено 20 евра, 5 евра направени, знаеш. Значи, сака да остави впечаток. Да. Баш убаво. Баш убаво, да. И поголем дел од клиентите остават. Значи вака ако логично размислам, за 10 дена пред Нова година може да си извадиш уште една плата само од бакшиш. Па да. Ако работиш секој ден.
Пошто декември го работиме 3 недели, сега да земам пред 2 години просек, што ми беше негде 1300-1400 евра, само Само од бакшиш. Да, само од бакшиш. Браво, браво. Што нашите колеги пред 2 недели пред празниците, или ајде да кажеме ноември и октомври, сите се болни. Не се болни са. Да, зема одмор, болување. да, болување зема, али кога ќе дојде дено 2 недели пред празниците, Сите се враќаат на работа. Сите се враќаат, да. Не му се остава бакшишот. Па това да, како се вика, медо кој се собира. Да. Супер. Ние продолжуваме да се движиме низ Франција и сега следно запирање ќе биде во вториот град кој што официјално е прогласен за 2024 најубаво украсен новогодишен пазар. Значи, следното јавување ќе биде точно од таму. Сега можам да најавам дека се наоѓам во Страсбур. Страсбур важи за втор најубав украсен божиќен град за оваа година. Значи ќе прошетаме малку и од тука заминуваме во место за број 1. Лепота. И сега сум во Колмар. Колмар важи за најубаво украсениот божиќен град за нова година. Во споредба со оној кој што е на второ место Страсбур, веќе навистина ствар на вкусови, барем така мислам. Страсбур е повеќе искомерцијализиран општо и медиумски, а Колмар важи за нешто посуштински. Видете, сите градови во Европа се фантастични, ги има на 15 кои што имаат прекрасни божиќни пазари. Мислам дека ги бодуваат спрема тоа кој каква програма има. Колмар тука е број 1.
Од наутро, од 10 часот, кој ќе почнат со програма, па покрај реката има хорови, па имало други представи, театар малце. Има 5-6 локации на кои што на сите тие локации постојано има по некакво случување. Тоа се среќава ретко на другите пазари. Може би токму затоа Колумар го прогласија за најубаво украсен Божиќен град за 2024. Ајде и вие уживајте малку во следните минути од Колумар.